Груевски за Унгарија не избегал од дома, туку од Охрид, поточно од хотелот Ројал Вју, лоциран на самиот брег на Охридското езеро, околу 2:40 часот по полноќ на 10 ноември во 2018. Ова го открива познатиот спортист и екс-менаџер во хотелот Александар Маленко, кој во гостување во подкастот на Кавга со Иван вели дека тој самиот ја отворил гаражата за да излезе Груевски со пасатот, кој го управувал шофер, а во автомобилот биле и луѓе од неговото лично обезбедување. Според тврдењата на Маленко, неговото семејство останало и го продолжило престојот во хотелот. Се враќаше со брсот и му велам, каде господин премиер? И вели, малце да поработам, имам, вика, работа. Тоа беше 9 на 10. 9 на 10. 10 Вечер. 10. Добре. Сега. Има еден момент, дека рече нема да се избрише ова. Во 2:40 се отвори гаражата. Значи зборуваме ноќта полноќот, тоа е значи 2:40, 10 и утрината. 0, 2:40. Добро. 2:37, 2:40. Добро, се отвора гаражата. Се отвори, да. А може ли гаражата да се отвори ако некој од хотелот не отвори? Јас си отворив. А кој ти каже да отвориш? Затоа што се гости, така? Извините, се гости и се и вие, и ти, мислам, или било кој, да се отвори гаражата за да излезе. Значи некој ти јави дека треба да се отвори гаражата, така? Да. Кој ти јави? Од неговото обкружување. Според Маленко, во хотелот Груевски дошол со семејството, но и со придружба 3 дена претходно со 2 возила, лично обезбедување, но и возило со службеници од 6-та управа при МВР. Од 7 ноќта по протокол пред да пристигне бил најавен престојот на ВИП гостинот, без да се сподели за кого станува збор, како што предвидуваат безбедносните правила за високи функционери. После полнок затоа што беа најавени во 23, па стигнаа 00 и нешто сега. Ова е интересно, викаш најавени, значи не бил сам. Не, како сам. Значи беа два автомобили, од кои едниот беше од МВР. Добро, едниот од МВР беше. Види, те молам само да одговориме без констатација за тоа, беше од МВР затоа што нели му следеше него обезбедување од 6-та управа следење и така на така, поранешни председатели има и така на така премиери со двајца службеници. И неговиот приватен, ВМРО ли, негов ли, не е битно, возило со шофери со обезбедување. А беше некој друг член од сопругата и двете керкички. Со него. Сопругата и двете керкички. И кога се чекира сите заедно, во една иста соба, две соби. Не се чекира, јас ги пречекав во гаража. Во гаража, така? Да, во гаража и од таму се упатија, што беше све спремно, затоа што беше најавено од МВР дека ќе пристигнат службено во хотелот. Значи МВР свесно знаеше дека Груевски ќе дојде кај вас во хотелот Ројал Вју. Груевски избега во Будимпешта под неразјаснети околности со образложение дека ќе му била загрозена безбедноста во затвор. Иако формално беше отворена истрага, никој не сносеше одговорност за бегството, а единствените официјални информации беа од земјите од соседството, кои објаснија дека поминал преку Албанија, Црна Гора, Србија со привремена дозвола од Унгарија.